Носењето на заштитна маска на отворено веќе е задолжителна мерка која треба да ја почитуваат сите граѓани. Мерката се донесе откако бројката на ново заразени лица со COVID-19 во нашата земја е во постојан пораст. На пазарот се нудат заштитни маски од различен материјал, кои се оние кои најмногу штитат од ширење на вирусите. Навистина штитат оние кои што имаат CE сертификат. Сите останати се без проверка на сертификат, односно дали нивната стандард и дали нивниот квалитет е како што треба. Кај нас не знам дека имаме проверка направено на тоа дали се заштитни или не се заштитни сите маски кои што се продаваат на пазарот, но мора да направиме дистинкција помеѓу двете работи кои што се многу битни околу маските, а тоа е затворен и отворен простор. На отворен простор било која маска ќе заштити од големите капки, односно оние фигелови капки кои што ќе се исплукаат директно кон нас. Во затворен простор таа маска исто не штити од големите капки, но таа маска не штити од малите капки, аеросолите, кои што нема како да ги задржи таа маска. За нив е потребно респиратор, најмалку N95 стандард, кој што задржува дури 95% од помали микрони. Аеросоли имаме и повисоки од нив стандарди кои што не се препорачуваат за општата јавност. Професионалните работници би требало да имаат професионална лична заштитна опрема и тоа се овие респиратори, додека хигиенската маска си е за општата популација. Маската секогаш треба да се допира само за врвките и да се нанесе правилно на лицето, со што треба да бидат покриени и носот и устата. Ограничено и времето колку може истата да се носи. Правилно носење на заштитна маска би требало да имаме некаква едукација за граѓаните да го разберат тоа нешто. Најпросто кажано, вие се заразувате од мене преку нос, што значи доколку се штитите себе, треба да го покриете носот. Доколку ме штитите мене, а вие сте заразени, би требало да ја покриете устата за да не ме исплукате. Но најдобро е секој пат маската да се носи и преку нос и преку уста, бидејќи во моментов ние не знаеме кој е асимптоматичен преносител на оваа болест. Во однос на шпекулациите дека долгорочното носење на заштитните маски може да има негативни ефекти по здравјето на луѓето, лекарите уверуваат дека во тоа нема вистина. Носењето на маската воопшто не е штетно, па дури ни за луѓето кои имаат хронични проблеми и проблеми со дишењето. Лекарите апелираат мерките за заштита да се почитуваат, бидејќи тоа е единствениот начин за заштита од ширење на вирусот.